пикшмач. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинителке. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рачковски, вие се конфронтирате со новинари од дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, Македонија сум бил. Добро вечер, почитувани гледачи. Во првото издание, вонредно овој пат од новата емисија, прашањето ми е следно. Емисија во формат на интервјуа, кои што ветувам дека ќе бидат поразлични од она што сте го виделе до сега. Во ова вонредно издание на прашањето ми е следно, го имаме подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ господин Александар Николовски, со кого договоривме и во текот на вчерашниот ден да се одржи ова емисија, но поради неодложни обврски со оглед на ситуацијата во која што се наоѓа нашата држава, со оглед на политичката ситуација во која што се наоѓа државата, можам да кажам дека беа и оправдани. Добро вечер, Николовски. Благодарам на поканата, добро вечер, со задоволство. Да почнеме веднаш. Прашањето ми е следно. Македонија станува мини верзија на Бергамо. Секојдневно гледаме илјадници заболени, десетици починати. Ме интересира ваш коментар, а подоцна ќе ве потпрашам и околу вашите решенија и околу тоа што... Навистина е една тешка ситуација. Јас посакувам добро здравје на сите кои што се борат со короната во овој момент, побрзо оздравување и закрепнување. Посакувам што помалце болни да има во следниот период и посакувам овие кои што се болни да се побрзо изборат со коронавирусот. Во однос на ситуацијата, ние зборуваме долго време, зборуваме уште некаде од кога почна да се случува оваа корона криза, некаде околу месец март, дека има целосен мисменеджмент, а сега во последниве месеци една стихија се е оставено така и навистина не гледаме стратегија за справување. Навистина медицинскиот персонал, докторите, сестрите, сите се борат, но потребна е организирана стратегија која што за жал не ја гледаме. Но знаете како, кога ќе еве ние како новинари, кога ќе отидеме на пресконференција кај Филипче, кога ќе му го кажеме ова или кога ќе го запрашаме за дали воопшто има стратегија, тој вели дека има стратегија и дека опозицијата всушност само неоправдано го обвинува Министерството за здравство и Комисијата за стратегијата. Која е стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ? Стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ предложивме ние закон кој што се чува во ФИОКа во собрание, односно намерно не од страна на Талат Џафери не се приложува седницата. Со нашиот закон, со тој закон предлагаме да се формира на експертска комисија составена од најдобрите експерти во државата, кои што нема бидат предложени од политички партии, туку ќе бидат предложени од оние кои што најдобро ја познаваат оваа проблематика, најдобрите луѓе, најголемите умови во државата да се на тие се справат со оваа епидемија која што се случува во моментот. Кои се тие имиња? Тоа ме интересира. Кого предлагате како? Па не е поента ние предложиме. Велам, ако не треба да предлагаат политичките партии, значи не треба да предлага ни ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи вие имате Идејата е да сите политички партии дадат поддршка на врвните експерти во Македонија, такви постојат кои што ќе бидат одбрани, но да не ги предлагаат, затоа што доколку ги предлагаат, утре ќе ги контролираат политички и тоа значи внесување на политика таму кај што не треба да има политика, тоа е во здравјето на луѓето. Бидејќи вие имате еден епидемиолог, морам да признам врвен епидемиолог во светски рамки, во вашиот извршен комитет, тоа е највисоко тело на извршно тело на ВМРО-ДПМНЕ, кој што има помалку контроверзни идеи околу тоа како треба да се справи Македонија со корона пандемијата. Например, тој беше првиот кој што велеше дека нема потреба да се носат маски и тоа најде на навистина негативни реакции од граѓаните. Мислите дека тоа би можело некако... Па тоа се ставови на господинот Ило Марковски, најдобро е да го поканите него на интервју и да поразговарате. Јас ги почитувам сите ставови, не сум стручен во овој дел и не можам да носам судови за работи за кои што не сум стручен, нити е моја работа да говорам за работи за кои што не сум. Ме интересира уште еден коментар. Знаете дека
владата донесе решение со кое што треба да се користат приватните капацитети на приватните болници во ситуација кога државното здравство ги губи капацитетите за справување со корона кризата, нема доволно кревети. Донесе едно решение со кое што приватните капацитети се ставаат во функција на државата. Верувам дека ќе се согласите, можеби нема да се согласите со мене, дека ова е на еден начин национализација на приватната собственост. Па го видовме тоа и во други примери, не е дека само го има во Македонија, некои отидоа и поагресивно во одредени држави, Шпанија на пример го имаше тоа. Јас мислам дека се што е во функција на тоа да се спаштат човечки животи и да има што помалку луѓе кои што се болни, треба да се направи. Ова се едни ситуации кои што не се вообичаени, не се секојдневни. Не се работи за редовна болест, се работи за една епидемија. Така што пак повторувам, најстручните и луѓето кои што најдобро ја познаваат оваа проблематика треба да ги носат одговорите, а не тоа да го прават политичарите. Не може со 30 или 40 болни да се прогласува карантин затоа што му требаше на Заев да се одложат изборите, затоа што беше свесен дека ќе ги изгуби изборите доколку истите беа на 12 април, а сега се да и кусур да не ја предлагаат таа мерка. Јас не знам дали беше тогаш правилна, не знам ни дали сега е правилна, тоа треба да го кажат најдобрите експерти. Не е моја работа, не е ни работа на Заев да одредува кога ќе има или нема да има карантин или други мерки, тоа е работа на експертите. Но проблемот е дека Заев на тие така наречени експерти кои што сега се во комисијата им диригира политички одлуки кои што соодветствуваат на неговите политички барања. Сега јавно расширена теза е дека не се воведува полициски час, односно карантин, за да завршат предвремените избори во Штип, кои што самиот ги предизвики, на кои што самиот учествува. Не знам дали е така, но тоа е нешто што е спекулација. Не мислам дека јас треба да го дам одговорот, не мислам дека Заев треба да го дадат одговорот, треба најдобрите експерти во оваа држава кои што ги имаме да го дадат одговор. Ја споменавте Шпанија, во текот на вчерашниот ден беше спомената Шпанија на едно друго интервју во една друга насока. Поточно се зборуваше за мала дигресија ќе направам од темата корона. Беше земена Шпанија како пример за тоа дека и во Шпанија имало собрание, представнички дом на далечина, значи пратениците делувале онлайн, па Шпанија беше земена како позитивен пример, дека еве и таму се случува тоа, но има два моменти тука. И сега ја посочите Шпанија, знаете што? Во Шпанија постои владење на правото. Таму е законот оној кој што кажува кој што и како. Во Македонија можеме ли ние да веруваме како шпанците во Шпанија дека ќе се почитува законот, па дури и во насока во однос на ова со парламентот има два моменти многу едноставно се објаснуваат. Прво, ја не го знам шпанскиот устав, ако дозволува тоа е тоа, кај нас нашиот устав не дозволува пратениците да работат од дома или од било кое друго место што не се вика собрание на Република Македонија. И второ е прашањето на доверба, односно владење на правото, но и доверба. Јас сум сигурен дека нивото на доверба во Шпанија е исклучително високо, што не е во случај во Македонија. Во едно такво тесно мнозинство, јас не сум сигурен дека доколку некој во наводници се и дома, дека тој навистина ќе е тој кој што ќе гласа. И затоа имаме устав, уставот е јасен и нема уставки тука. Повторно ќе се навратам на темата корона. Ме интересира и најатот ли беше тоа што беше пресудно да се донесе оваква одлука за да се користат приватните капацитети, за да се користи потоа. Навистина не сум стручен, не можам да дадам одговор. Корона кризата се ќе стигне порано или подоцна. Веќе има најави за вакцини. Во Македонија се очекува да ја добиеме вакцината во последниот бран на вакцини некаде околу март. Сите земји околу нас веќе ќе добијат вакцини до крајот на годинава или на почетокот на следната. И па тука гледате колку се способни овие нашиве и е малце поврзано и со состојбата која што и се случува на Македонија во европските интеграции, затоа што тоа се горе-долу истите меѓународни текови. Овие нашиве кои што ставаат пердови на себе како се нели големи реформатори и како ја интегрираат државава, нити можат да почнат преговори со Европската унија, нити можат да обезбедат вакцини, што само покажува колкав им е кредибилитетот во големите европски и светски центри, веројатно рамен на нула. Но корона пандемијата ќе предизвика и други ефекти кои што ќе седат дури постигнување на економската криза, веќе гледаме. Економската криза апсолутно сметам дека можеби економската криза ќе предизвика и некакви социјални немери или некакво нарушување на општеството. Има ли ВМРО ДПМН план и стратегија да понуди на власта или евентуално да
ако ја превземе да се справи со таква ситуација? Значи, мислам дека економската криза допрва доаѓа, дека сега е само почеток, за жал доаѓаат тешки месеци, тежок период пред нас. Не гледам капацитет во овој економски тим на владата да се справи со тоа. Ние решението го понудивме, решението е оставка на ова влада, се замине Зоран Заев, да се формира влада за национален спас, која што ќе се справи со трите големи кризи, здравствената криза, економската криза и кризата во делот на евроинтеграција и односи со Бугарија. Македонија се наоѓа во најголемата криза од своето самостојување до денес и начинот да се реши таа криза е најголемите умови во оваа држава се соберат на едно место во една влада за национален спас поддржана од сите политички партии и после нормализацијата на состојбата се оди на предвремени избори на кои што јас сум уведен дека ќе победи ВМРО да помине. Но токму тоа ми е седното прашање, во каква кондиција ВМРО да помине? Има кондиција да има? Одлично. Но ги гледам. Никогаш подобро би рекол. Но ги гледаме овие настапи на различни групи од партијата. Па тоа е доказ дека е одлична состојбата во ВМРО да помине Како или го кондицијата како што велите вие. Како го докажува тоа? Па има една народна за добар коњ прашања се крева, многу прашања гледаме периодов, така што тоа е одговорот. Но зошто се бара експреска влада? Зошто сега не се барат превреме парламентарни избори ако ВМРО Затоа што нема нема здравствени услови да се одржат избори со 1000 и 100 200 300 заразени дневно со десетици луѓе кои што се борат, се извинувам, илјадници луѓе кои што се борат со корона кризата, не може да имате нити нормална кампања, нити нормални избори, мора да се реши корона кризата, па после тоа да се оди на избори, не само здравствениот и економскиот аспект, затоа што ако колабира Македонија и банкротира, на што ќе биде влада, идната влада која и да е, затоа е потребно влада за национален спас денес, веднаш сега, Заев да поднесе оставка, владата да поднесе оставка, се формира ваква влада и кога ќе се реши ова, се решава за неколку месеци, не е некоја научна фантастика, не може да се реши. Пролетта, есента се тука може да се организираат избори и да се заврши целата оваа приказна. Но велите дека нема здравствени услови, а од друга страна го гледам Оливер Дрковски, председател на ДИКО, што ве демантираше и вели дека мислам дека малце е изваден од контекст, но најдобро е повторно да го поканиме. Прашате него, јас не сум портпарол на никого. Има еден аспект на политиката во Македонија во кој што го коментираат сите, а тоа е дека меѓународната поддршка мора да биде на една страна од партиите која што претендира да биде власт. Ја врати ли опозицијата ВМРО-ДПМНЕ, ја врати ли довербата кај меѓународните партнери? Па јас мислам дека Македонија има добри пријатели во меѓународната заедница. Проблемот во Македонија не се пријателите од меѓународната заедница. Проблемот се неспособните политичари во Македонија кои што им е најлесно да ја префрлат одговорноста на другата страна. Кога не можат одреден потек да го објаснат, им е крива меѓународната заедница. Кога ќе испокрадат нешто, па после тоа треба да одговараат, се повикуваат на меѓународната заедница и на тој начин ја злоупотребуваат. Свесни се луѓето, представниците на меѓународната заедница, односно дипломатите во Македонија, многу за оваа работа. И факт е дека има целосно променет однос кон Зоран Заев. Јас јавно поставив прашања на кое што не добив одговор од Заев, добив од некои парапортали одговор, ама се избегна одговорот, ќе го поставам вечерва од Инфомакс повторно, кога последен пат, прецизно е многу прашањето, кога последен пат Зоран Заев имал средба со премиер на земја членка на Европската Унија, а да не е од соседството, и средбата да биде официјална. Значи, нагласувам, премиер од земја членка на Европската Унија, која што не е од соседството, и да биде поканен на официјална средба. Се знае што е официјална средба, да карта да се построи, протокол да има, да отиде со други министри, се подпишат договори, да се разговара. Кога последно се видел со францускиот премиер? Кога последно се видел со полскиот премиер? Кога последно се видел со шпанскиот премиер? Кога последно се видел, да речеме, со австрискиот премиер? Кога последно се видел со шведскиот премиер и да не ги бројам, данскиот премиер, холандскиот премиер? Кога последно го поканиле во својот главен град да му направат чест, што се вели народно, и да поразговараат за односите помеѓу двете држави? Предпоставувам Јас дека одговорам. Пред да се случи аферата рекет. Предпоставувам дека луѓе кои што, односно премиери кои што ставаат вето на владата кој што е предвид, тој не би го поканиле ниту да им биде угостен. Причината зашто не ќе да седнат со него на иста маса е затоа што го знаат дека е корумпиран, имаат и тие опозиција дома, одат на избори и не сакаат да се дозволат да им рече опозицијата како се идете со овој кој што го гледаме со торби пари се шета по државата. Но не го велат тоа граѓаните на Бугарија. Бидејќи често е сега за граѓаните на Бугарија не знам, јас зборувам за политичарите, иначе за граѓаните веројатно ни треба едно поголемо истражување. И повторно нагласувам, не зборувам за премиер од соседството, зборувам за овие држави кои што ги набрав, по напредни, поуспешни во рамки на Европската Унија. Но кога последен пат представник на ВМРО-ДПМНЕ си има сретнато со некој од европските представници? Па сега знаете со коронава малце е попроблематично, последна онлайн средба беше на
со Европската народна партија на 28 септември, а после тоа имавме средба и со Меѓународната демократска унија, тоа е светска организација на центар десни партии во текот на октомври, и еве да најавам во понеделник имаме политичко собрание на Европската народна партија на која што ќе учествува ВМРО-ДПМН. Заради короната повторно тоа е видеоконференциски, така да еве ВМРО-ДПМН и во опозиција работи. Ги споменавте парапорталите, лажните вести, ширење на информации кои што се во суштина шпекулации. Таква беше една информација од еден таков парапортал на која што имаше така поконтроверзни гости, да речам, и изјави во која што се шпекулираше вашето име како име за следен лидер. Претендирате за следен лидер? Не, апсолутно не. Јас сум подпредседател на партијата. Председателот на партијата Христијан Мицкоски има целосно мојата поддршка. Ние сме исклучително блиски соработници. Заедно еве влегуваме во 4-та година од менаџирање на ВМРО-ДПМН, еден исклучително тежок период позади нас, но мислам дека успешен. Така што тоа се не зли намери, едни намери кои што не се честни и кои што народот ги препознава. По она да кажам, барем според мене, една од позабележителните пресконференции ваши по оној централен комитет на партијата во кој што беше исклучен до тогашниот функционер на ВМРО-ДПМН Сашо Мијалков. Од тогаш па нааму гледаме само шпекулации во врска тоа дека тој делува на некој начин во ВМРО-ДПМН како една дифузна сила во поставили контакти помеѓу? Тоа е дел од оваа пропаганда која што ја води СДСМ. Човекот кој што споменавте не е член на партијата од 2018 година и нема никаква комуникација. Она што го прави СДСМ, ако ми дозволите во минута или две, водат две исклучително скапо платени кампањи, на кои што за жал подлегнуваат дел од луѓето, ги водат најчесто преку јавни лица, не би рекол новинари, него заслужуваат епитетот, кои што се препознаени како блиски на десницата и ја злоупотребуваат таа своја профилација. И тие кампањи се две. Едната е сите се исти, а втората е што ќе направи ВМРО-ДПМН, односно го поставуваат ВМРО-ДПМН како да е на власт, а е во опозиција. Ова се, би рекол, двете најуспешни кампањи на СДСМ, морам да признам, затоа што имаат фатено вака замавка и одреден дел од популацијата. Целта на двете кампањи е исклучително ниска излезност, што за жал делумно се случи на изминатите парламентарни избори. Убеден сум дека да имаше повисока излезност во ВМРО-ДПМН ќе имаше убедлива победа и покрај целиот подкуп и притисоци кои што се случија. Но тоа е целта на овие две кампањи. Јас можам двете да ги раслинкам, да ги растурам многу едноставно. Првата е не сме сите исти. На едната страна се Зоран Заев, Радмила Шишинска, Никола Димитров, Владо Бучковски и Љупчо Ѓурѓиевски, гробарите на Македонија во изминатиот период. На другата страна сме луѓе кои што немаме црни намки позади себе, кои што професионално сме се реализирали, кои што сакаме да направиме нешто за државата. Во однос на тоа што ќе направи ВМРО-ДПМН, прашањето е сега што прави Зоран Заев и што прави СДСМ на власт, а ВМРО-ДПМН кога ќе ја формира владата, ќе сработи многу подобро од ова што сега работи СДСМ и ги повикувам сите кои што не гледат да не потпаѓаат на овие две кампањи. Зоран Заев во едно интервју ве обвини дека длабоката држава од Македонија е во опозиција. На што? Да, и мене по име ме кажа дека јас сум длабока држава. А вие сте длабоката држава? Да, се уште заедно со Христијан Мицкоски и со Антонио Милошовски. Јас мислев дека длабоката држава е всушност овие ликови како Сашо Мијалков, бидејќи до доаѓањето на власт Зоран Заев говореше дека или сега се коалициони партнери како што реков. Очај тежок. Значи тоа цело интервју беше очај, иначе ова го кажа во на фамозно интервју за БГНС, кај што буквално се откажа од се што е македонско. Претпоставам кај дел од гледачите ова не оставило впечаток затоа што кажа многу поскандалозни работи, но човекот е во една паника, во еден очај и тресе глупости, нема да се. Кога ги споменавте кампањите на СДСМ и овие две кампањи, имам чувство дека ВМРО-ДПМН недоволно успешно ја праќа пораката до граѓаните. Тоа е моје чувство, субјективно или... Вие сте подпаднале под пропаганда. Веројатно. Не вие... Ако одиме од генезата на заклучокот, тоаш ви е неточен. Ако одиме од резултатот, тоаш ви е точен. Да, од резултатот се, да. Ќе го објаснам ова едноставно.
Во моментов СДСМ со недемократски методи има скоро апсолутна доминација во медиумите. Тоа можам и јас да го потврдам, малкото односно притисокот можам да го потврдам. Одам само притисокот. Во малките медиуми кои што се проопозициони прават исклучително голем притисок. Вие сте под судски прогон заедно со уште двајца новинари, ви имаше во извештајот на Европската комисија, сега за вас се расправаше и во рамки на Европскиот парламент, моја подршка, како и секојаш, но факт е дека тоа го прават не само лично кон вас, туку и да покажат кон останатите новинари што се случува со тие кои што ја критикуваат власта. Така што во услови на апсолутна медиумска доминација, која што е по три нивоа. Првото е во рамки на телевизиите, второто е во рамки на веб порталите и третото е на социјалните мрежи, пред се на Facebook, кај што трошат грдни пари да го направат тоа. Кај луѓето изгледа, овие ВМРО ДПМН ги немаат активност така. Еве ќе ви кажам еден пример. Малце направивме анализа. Минатиот петок ВМРО ДПМН имаше 10 настани тој ден. 10. Значи 10 активности. Неактивното ВМРО ДПМН имаше 10, за да само имаше 1 или 2. Во медиумите како 15-та вест помина само еден од тие 10 настани, останатите 9 не беа пренесени. И нормално не добира тоа до луѓето и луѓето не знаат што прави ВМРО ДПМН. Од друга страна, најсилната страна на ВМРО ДПМН е теренската кампања. Тоа е она пошто ние сме познати. Заради корона кризата, сега сме невозможни да имаме интензивна теренска кампања и се стекнува впечаток каков што се стекнува, но јас сум убеден во мудроста на луѓето дека порано или подоцна ќе сватат дека е пропаганда и дека е манипулација со медиумите, а прв пат кога ќе се надмине оваа криза, сум убеден со месец до два силна теренска кампања на ВМРО ДПМН дека се ќе се дојде на своје место. Околу домашната политика мислам дека веќе е апсолвирана тема. Малку меѓународна политика и ова што се случува со Бугарија. Дека договорот за добрососедство со Бугарија ваков каков што е лош, тоа е повеќе од јасно. Но она што ме интересира е кој е вашиот предлог за евентуално репреговарање на тој договор или анулирање на тој договор ваков каков што е, со оглед на тоа што внимавајте, овој договор е потпишан и драфтиран на основа на меморандумот за соработка помеѓу Република Македонија и Бугарија, потпишан од страна на ВМРО ДПМН, односно од страна на Љупче Георгиевски. Тоа е големата разлика. Добро, да. Сега Љупче Георгиевски беше председател на. Да, ама после тоа го исклучивме од ВМРО ДПМН и направивме реформи. Јас бев дел од тие реформи во 2004 година, тогаш како председател на Унијата млади сили на ВМРО ДПМН. По две основи ние се разидовме идеолошки тогаш со Љупче Георгиевски. Првото беше неговата ориентација, да го потсетам дека даваше изјави дека единствен пријател на Македонија е Украина, која што тогаш беше со проруска ориентација. И второто беше овие вакви скандалозни работи кои што ги правеше. И затоа се случи тоа прочистување во ВМРО ДПМН во 2004 година и го всушност гледаме со кој е коалиционен партнер сега. Во однос на договорот со Бугарија, мислам дека мора да вратиме малку прашањето назад, а тоа е каков договор потпишаа Зоран Заев и Никола Димитров, потпишаа катастрофален договор. Јас стотици пати сум зборувал на оваа тема. Јас бев првиот кој што кажа дека Македонија нема да добие датум за преговори. Тогаш половина кои што ми се пријатели ме гледаат чудно, ми велеа не се излетувај со изјавите, се нарушиш кредибилитетот. Другите половина ме напаѓаја дека појма немам и дека е тоа научна фантастика. Еве сега, за жал, не сум среќен, сакам да ми напредува државата. 3 години и пол подоцна, јас сум во право, тие не се во право. И јас секогаш во континуитет пред време кажував што ќе се случи, не дека сум видовит, туку затоа што ги имам информациите и ги правам анализите. Ова е катастрофален договор, затоа што треба да сте тотален политички аматер или да имате друга агенда, односно да сте продаден, за да потпишете договор со соседна држава во кој што услов за вашиот напредок, услов за иднината на државата е комисија за историјата, односно за минатото на Балкан, каде што не можете да најдете не две држави, не два народи, не можете да најдете два града кои што ќе се согласат за иста интерпретација на настани. Неготино и Каларци на исти настани немаат иста интерпретација. Битола и Скопје немаат иста интерпретација на исти настани. Охрид и Струга немаат иста интерпретација на исти настани. Вие очекувате Македонија и Бугарија, македонскиот и бугарскиот народ да имаат иста интерпретација на исти настани во услови кога Бугарија е членка на Европската унија и буквално ви стои со пиштол од начело и ви вели ќе преговарам. Што треба сте тотален политички аматер да потпишете таков договор и ова сега се последиците на тој договор. Така што прашањето е дали воопшто нешто може да се направи на лош договор. Тоа е како да градите куќа без темел.
нема логика вие после тоа да ставате убава фасада, но дефинитивно тоа што мора и ќе се направи, а тоа е да одговараат за велепредавство сите кои што го потпишаа овој договор. Но ќе одговараат за велепредавство, договорот ќе остане како што е. Излез до решение? Не. Јас во однос на договорот мислам дека една здрава, силна, патриотски настроена политика, политика со поголема самодоверба, политика која што ќе знае да лобира надвор од државата, ќе стекне меѓународни пријатели, економски ќе ја крене Македонија и ќе воведе функционално владење на правото, може далеку да се ги подобри собствените позиции. Една од клучните причини зошто Македонија е во ваква ситуација е затоа што нема поддршка од останати држави. Нема поддршка од останати држави затоа што Македонија во моментов е во лоша економска состојба и е потоната во криминал и корупција. Во 2018 година, кога прв од Македонија требаше да добие датум за почеток на преговори во јуни, проблемот со Бугарија не постоеше. Туку така наречениот план 369 се реализира само 42% според мислење на владата. После тоа Европска унија им даде година дена, им побара 3 работи да ги реализираат. Тоа беше реформа на безбедносните служби, се случи делумно, законите поминаа, со наша поддршка учествувавме, ги подобривме, но имплементацијата е катастрофа. Второто, реформа на јавна администрација, нема од реформа, и третото, борба со организиран криминал и корупција, во таа година дена рекет им се случи. Дојде јуни 2019 година, нормално, повторно се случи вето, односно не доби Македонија датум за почеток на преговори, па се даде рок до октомври 2019 година. Во октомври повторно Македонија не доби датум за почеток на преговори кога Заев си поднесе оставки, и тоаш бугарите рекоа, па чекај, овие 3 шанси пропуштаат, се лади веќе ентузијазмот на европските центри затоа што не испорачуваат реформи, да и ние да искористиме, и веќе во ноември 2019 година ја донесоа заедничката позиција на сите политички партии во Бугарското национално собрание, која што е сега официјална политика на Бугарија. Таа истата влезе во заклучоците на Европскиот совет од март оваа година, беше криена од македонската јавност и јас лично ја извадив во јавност, некаде 2 недели откако беше усвоена и откако владата реши да ја крие. И ова што ние сега го имаме од Бугарија само е последица на криминалот и корупцијата на Зоран Заев и неиспорачувањето на реформи. Не е само Бугарија виновна. Бугарија е виновна, половина, но половина е Зоран Заев виновен. Но, како и да е, се уште нема црвени линии, се уште нема национален консензус. Зоран Заев одбива лидерска средба, решение. Решение е да се даде оставка и да суди. Веќе мислам дека нема простор за... Но нема да се даде оставка. Николовски оставка не се дава ако му побарат. Ќе се оди. Ние поднесуваме, не можам точен термин да кажам, но ќе во следните денови, еве малце да ја здржиме стратегијата и за себе, да не сме да се транспарентни, ќе поднесеме барање за гласање на доверба на владата. И јас сум убеден во успех. Постојат информации... Има политички партии кои што мислам дека ќе подржат. Да, имаше некакви информации да, денес ја го говорам публично. тоа јавно. Еве, трет пат го кажувам, сум го кажал и на 2 други медиуми. Постојат помали политички партии кои што се во рамки на коалицијата на СДСМ, кои не зборувам за ДУИ или за БЕСА, туку за помали политички партии кои што размислуваат да ја напуштат владината коалиција затоа што не може да го поднесе националното предавство кое што го прави Зоран Заев. Но тие се парламентарни или не парламентарни? Парламентарни, така се руши влада. Аха, окей. Ексклузива од господин Николовски за Инфомакс. Прашањето ми е следното прашање ми е, има информации, мислам дека дел од тие информации ги поставивте вие како дилема на партиските пресконференции, тоа е дека Зоран Заев има дадено одредени ветувања до неговиот бугарски колега Бојко Борисов. Сега ќе ве прашам, дали ги имаме истите информации, бидејќи јас имам некои информации? Јас не знам што информации имате вие, ама јас знам што ни беше нас кажано директно на средби официјални кои што сме ги имале со представници на политичката партија ГЕРБ, со која што сме во исто политичко семејство Европската народна партија, тоа е дека Зоран Заев ветил одредени економски концесии на приватни компании, тоа ми е многу чудно. Например, ветил на бугарите дека ќе можат скоро за без пари да купат на национална телевизија, приватна, дека ќе можат да купат една банка, исто приватна, скоро за без пари, дека ќе можат да купат акции од еден мобилен оператор и дека ќе можат да купат еден голем рудник. За рудников проверете, нешто почне да се движи денови. За рудникот почна да се движи денес, тоа е ловица. Во врска со, сега да ве прашам да ве или да ве дополнам, да ме потврдите, меѓу другото имам информации дека удделот во еден македонски телеком се
е државниот удел практично да се од државата да се одземе да се продаде на бугарите, другиот е влез во индустријскиот капацитет Фени во Кавадарци и третата е она банка, една од комерцијалните банки во Македонија. Претпоставувам дека сите овие Но информации знаете како? Тоа исто покажува кој е Зоран Заев. Значи, ветувал работи кои што не се во негова надлежност. Како може премиер на држава да ветува за приватен капитал? Одлуката што ќе случува во приватниот капитал е на собствениците, на акционерите, ако е акционерско друштво. Да, не случајно и на почетокот ви прашав дали не мислите дека влезот во приватните болници е еден вид на национализација. Бидејќи имаше Македонија на таква историја. Има логика ова што го зборувате, но јас навистина не сум во здравството стручен, а ова се здравството беше само како илустрација да можам видим... да одговорам што е добро, што не е добро, иначе ако сакате политички ја зборуваме, филозофијата на Зоран Заев и неговото семејство е дека треба да ја приграба цела Македонија за себе. Тоа е нивната филозофија. Видат поуспешен бизнис или бизнисмен го напаѓаат. Тоа е факт, тоа го кажуваат десетици деловни луѓе во оваа држава. Па видовме со случајот Рекет. Рекет е само тоа што е јавно познато, постојат уште десетина рекети кои што не се јавно познати, луѓето се плашат во овој момент да излезат, но ќе дојде време ќе покажат. Јас и Зоран Заев сме на суд, ме тужи за клевета за тоа дека јас кажав уште во август 2019 година дека е на врвот на пирамидата, дека е капо де тути капи, дека се изрекетирани повеќе од еден бизнисмен, дека се рекетирани многу бизнисмени, дека изрекетираната сума надминува 20 милиони евра, тогаш, од тогаш до сега веројатно е дуплирана. Ќе имаме главна расправа некаде во февруари месец, па ќе знам само интересни податоци таму. Ке го очекуваме тоа што рочиште и ќе го следиме. Пред падот на ВМРО-ДПМН од власт 2016 година ја обвинува партијата дека е проруска опција во Македонија, но токму оваа ситуација помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов, Македонија и Бугарија, мене лично ми наликува дека е практично такво сценарио. Кој би сакал да блокира проширување на Европската унија, ако не Европската унија? Можно ли е сценарио во кое Зоран Заев Зоран практично... Заев мисли дека со пропаганда може да ги покрива неуспесите. Од Брисел кој ќе му дојдат, не му земаат ДНК да видат на кај му влече, туку му даваат листа и да викаат дечко ајде да видиме што си реализирало од ова што си реализирало. Иначе во однос на овие приказни, јас бев тој кој што прв обелодени дека Зоран Заев има, односно неговото семејство, бидам прецизен, има фирми во Бугарија, еве ги има, а исто така еве кажувам дека има фирми и во Русија, така што да видиме кај е русково влијание. Затоа што знаете, Дака е еден од главните... Тоа е индиректно, јас директно зборувам. За директно, добро. Веројатно, кај да ќе дознаеме и кои се руските фирми. Но и на крајот, во последните неколку прашања ќе морам да ве прашам, вреди ли Европската унија се тоа? Значи име, интегритет, култура, историја... Ве разбрав сега. Поентата да Македонија стане член на Европската унија е да државата напредува и луѓето кои што живеат во државата напредуваат. Иначе нема поента. Така што, ако Македонија напредува економски, напредува во делот на владење на правото, а македонците го зачувуваат и го надградуваат своето национално достоинство, се градат како нација, тоа ќе има поента. Ако се погазени, нема поента. Заради тоа што сега гледаме пропаганда од онаа страна на политичкиот спектрум кој што вели добро, тогаш не ни треба Европска унија, ние самите ќе се справиме. Оние кои што беа најголеми пропагандатори, кои што велеат добивме датум. Се справуваат сами во овие 3 години, освен што ја покрадува држава, камен немаат ставен. Велите просперитет на македонските граѓани, еве Бугарија е членка на Европската унија, во Бугарија гледаме протести поради корупција, протести поради криминал. Не, со Бугарија се споредувам. Добро, ќе сакам барем со Словенија да се споредуваме. Еве да ја земеме Хрватска. И со Хрватска не сакам. Мислам дека големината на Македонија, ако сакате и менталитетот на луѓето, вредни луѓе живеат во Македонија, е близок на она што е модел Словенија. И мислам дека со честни луѓе на власт и со јасно поставени правци, Македонија може да ја стигне Словенија. Впрочем и на почетокот на 90-тите само Македонија и Словенија добија од ВНТР-овата комисија потврда дека можат да бидат независни држави од поранешна Југославија. Така што мислам дека со посветена работа Македонија може да е Словенија на овој дел од Балканот, со другите не сакам да се споредуваме. И за крајот, кој е планот на ВМРО-ДПМН доколку денеска е власт? Како ќе изведе Македонија од оваа криза? Доколку ВМРО-ДПМН денес е власт, сигурно немаше да има волку високи бројки на заразени со корона, затоа што имаше многу подобар
менеджмент, македонското национално достоинство немаше да биде повредено. Ќе преговаравме со Европската унија и секој месец имаше по 3 до 4 нови странски и домашни инвестиции, односно најмалку еднаш неделно ќе најавувавме нова инвестиција или ќе сечевме лента на инвестиции. Господин Николовски, ви благодарам за вашето учество во првата Благодарам, беше задоволство. вонредна емисија на новата прашањето ми е следно. Ова беше вонредна емисија, редовниот термин е 21 часот секоја среда, освен ако немаме ситуација како оваа денес. До следната среда, довидување. Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Плачеа деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито ќе. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.